жена во Македонија или жена на балконот, општо значи дека е тешко, меѓутоа ништо не е тешко кога ќе си донесете одлука и кој ќе сакате да си остварите состојната цел. Точно дека има препреки, точно дека имаме традиционални сваќања и традиционални се уште ги почитуваме и ги даваме вредности на традиционалните семејства, меѓутоа со добра организација и желба, нормално и со помош, ако со помош од семејството, наметнато барање на помош на семејството, нели целта се успеваш во целта поставена која што сакаш да биде едноставно времето да го добро организираш и да бараш цело време помош, бидејќи понуда нема. Бидејќи бизнисот го почнавме уште 96 година, значи пред 25 години, препреките беа многу. Прво незнаење како треба да се води бизнисот, бидејќи ние таа генерација бевме нели во преклет на демократско, социјалистичко демократско општество. За нас кои што не учевме што е бизнис, што е економија, што не учевме соодветни училишта, за нас беше баук. Меѓутоа и таа препрека се реши со тоа што почнавме постојано учев, постојано се надоградував, постојано посетував семинари, читав книги едукативни кои што ме водеа и ми кажуваа што треба да направам и како да донесам полесно одлуката. Нормално, како растевме, така после почнавме да бараме помош од консултанти, така да сама него секогаш со учење и нормални работа. Па важно е да сватат дека нема брзи пари. Важно е да сака да почнат, да бидат храбри и да бидат спремни дека ги очекува многу работа. Тоа е важно. Меѓутоа, сега е многу полесно и достапно до информации, до средства, до финансии. Ако има убава идеја, убав проект и сакате да го остварите, многу полесно се остварува и е возможен. Меѓутоа, пак ќе кажам дека и не треба само жените да таргетираат да бидат добри претприемачи, него може да бидат и добри и успешни менаџери, бидејќи има доволно сега компании во Македонијава каде што може да ја докажат својата храброст, да го докажат своето знаење, да го докажат своето претприемачки дух и да влезат во компанија и да бидат секако задоволни со средствата и да се осеќаат дека нешто ете и они придонесуваат и да направат благодет за себе во кариерата и нормално ако збориме за финансиите. Сопствениот бизнис е многу потежок, меѓутоа ги охрабрувам ако имаат јасна цел, ако имаат јасна визија, дека треба да почнат, дека не треба да барат поддршка од никого, нити од семејството, нити од дека треба некој да им рече браво, едноставно да си ја зацртаат целта и да почнат во остварување. Денешниот настан е многу одличен. Зошто? Затоа што прв пат се случува во Македонија вакво нешто, каде што се јавува свесноста на жените дека ети ние можеме нешто да направиме и е доста едукативен и нормално и многу познанства. Зашто? Затоа што новиот настан освен што ќе научиме нешто, остваруваме контакти кои што дали за подобра, дали за соработка, дали за консултации, бидејќи секогаш кога ќе имате како да кренете телефонот и да се направите некаква консултација, многу полесно за се понатака, отколку кога се чудите сега немам кај да се јавам.